Шанса да победам на Генчо. Морам да победам, нема да изгубам 50 евра, брат. Остани, не застане. Враќаме назад. Луѓе, видите како се патов. Добар ден на сите, добре дојавте во ново видео. Денес сме заедно со Генчо. Кај си евро, одавна немаше видео со Генчо. Тада што снимаме денес? Кој побрзо ќе стигне од Охрид до Струга и ќе се направуваме во 100 евра. Значи, тој оди со комбе, а јас одам со електричен тротинет кој 100 години го немам возано. Тада луѓе да не губиме многу време, колку е сад? Тоа е тоа, брат, за 10 минути имаш комбе, таа да идемо. Луѓе, ставаме ние спорт мод, мада троши ненормално на спорт мод, ама мора шо побрзо да се освеам 100 евричи. Таа да пуштаме камерата, топ. Генчо, следен ти пат. Ајмо луѓе, полека идемо за Струга. И сега ме остави мене сам. И што ќе правам сега, ако гутнам комбето, тешко мене. Ајде ништо, ако гутнам комбето, да сум жив и здрав, пешки ќе тргнам. Луѓе, чекајте на брзина јас да си стам на очалите, затоа што многу големо сонце. Добро топло е времево, едина то ми се погоди. Се надевам дека се гледа тука топ све. Ајмо, лабаво! Дечки, само да ви кажам, игнорирате ми ја косата, пошто косата ми е ужасна, не се, како што сум станат од спиење, не сум се ни исчеслал ни тоа све, пошто се бржав да искочам и не можев да се средувам многу, и плюс немам и фен, што е најтрагично дека у Охрид, и немам фен како да се исушам, да си измијам косата. Не е битна таа работа, битно е дали ќе дое сега комбето и дали ќе го дочекам ја комбето или комбето мене ќе ме дочека. Што спорам тоа? Гледајте бе луѓе какви видеа снимам, види бе на какви ризични патишта излагам. Кола таму немат, ваму не мислам имат, ама далеку е. Океј, излагаме, леле сега кој пат ме чекат мене до Струга. Леле, ова видео е ненормално, Господа ми е напомо со видеава. Ајмо да стигаме. Миу, опа. Здраво. Ке влезеше во трноите, брат, не го видовте. Ајме овај лагано возиме 20. Имајме да претекнеме и овој. Ова ти автопат со 200 претекнување, тој водеше 199, ја 200. Уште чекаме, Хет си тргна на пат, он си уште на пат, ја уште чекам. Тоа е, што да се прави. Ке си чекам ја до утре, не знам никога ќе стигне ова, мислам дека за секој, поврече со секој 20 минути или пола саат доаѓа еден автобус. Ова ми е, мислам дека прв пат идам у Струга со автобус. Еднаш кога идав со автобус до плажа, тие бушињата мислам дека тие идат до плажа. И толку никад не сум идел до Струга, до друг град со бусче. Мислам, еднаш како мал јам идено, ама не знам, ајде ќе се снајдам. Кога ќе дое бусот ќе се видиме, ајде. Луѓе, можам јас да се правим мали паузи низ патов до Струга, затоа што Генчо е се уште на постојка. А комбето, дур појди, мама, леле колку му плашеј. А комбето, дур појди да осврти цело Охрид, да земи патници, па дур се врати кај Генчо, јас мислам дека имам шанса да победам на Генчо, али не знам, ќе видиме, се такмичиме на 50 евра, како што видовте на почетокот од видеото на интрото. Јас давам 50 евра и тој дава 50 евра. Ако он победи, зема плюс 50 евра, значи фактички 100 евра, 50 мој, 50 неговите му остануваат. Ако јас победам, он ги губи тие 50 евра. Тада лагано идеме кон Струга, сијам и ретровизор од камерата. Онака, чисто, па можам вака и на патов да возам. Иначе не ми ова прв пат, кој не огледал старото видео од Струга до Охрид со електричен тротинет, мојот слободно да огледат, преако видео беше, не беше баш нешто ако видео, ама углавном беше мим, дозволено е 40 да се возат, а јас за жал возам 20, затоа што мојот електричен тротинет повеќе од 20 не оди. И сега, што не оди повеќе од 20, тоа му дава повеќе на Генчо шанси да ме победи. Абе, дечки, не мислам дека го гледате веда комбето, она му гледате како комбен се едно. Па тоа е тоа. Се надевам дека е тоа, затоа што ако не е тоа, уште многу баја ги чекам овдека, а Хец више е тргнат одамна, мислам дека он ќе стигне прв, еве иде некој комбе, буквално тоа што ви го покажав. Така да сега ќе се качаме и ќе го прашаме дали е уствари тоа за Струга. Кој е бе? Пливалиште може да му остете? Пливалиште? Видете, мој 4 Струга да ја вртиме за тоа. Добро, јас сум прв пат затоа тука дојдем. Ајде идеме најназад.
Не ги снимаме луѓето. Или карта. Ау! Колку е? Колку е карта? 70 франкови. Чекај. Одма. Уј, ке се уѓам, лелеј. Еден измекни, други дојде. Ајде сега да видиме кој прв ќе стигне. Јас тргнав, хец одамна е тргнат, кужне колку пати ма оденот до сега. Стигнавме кај амбулантава. Леле, Google Maps кола помина. Не бе, не е она работничка. Луѓе, сега мал се да сам камерава тука, затоа што не можам, веќе ми се здрви раката, ми се вкочени. Таа да идемо. Еве го другото комбе од Струга за Охрид. Таа да кај да е, мислам дека Ген Шоу шмалце ќе му дојде комбето, леле братов ќе победи теј. Морам да победам, нема да изгубам 50 евра, брат. Немој хец да губам 50 евра, како да го. Вакви нема шта да наликуваш, Сега го барам каде да не случайно го најме по пат. Го гледам, ене го таму, го гледам. Ене го хец. И на крај ош дома да едитираш, гледаш неубаво снимено. Нешто најлошо што може да му се деси на секој јутубер е ова. Да снимаш и да не е убаво. Ај, чао! Леле, помина ми сам Генчо. Леле, помина Генчо, леле го ме снима. Страм и резил да го биеш, еј. Не, а му се... Брат, ме помина Генчо, брат, леле, види го, бе. Не, луѓе, ова не е фер. Требеше, уште, на самиот старт да трнам, а ја глуп го чекав. И сега 50 евра ми ојде, ке ме чека уште пола сат на постојка. Ето, го тепавме, 50 евра се мој. 50 евра се мој. Кај го прифатив овај челендж, кај се запустив, брат, види. Од таму долу, кој ме помина Генчо, факинг, едвај дојдов до тука, овај појче од 20 не оди. А Генчо, како што видовте, ме помина, таа да ја тука веќе изгубив, ама не губам се уште надеж. Сварно не знам што да кажам, дај да не губам време, брат, да одам, дека сварно све ми е преку значи не можам, сори. Вишо хес ние во далечините не се гледа више отиде, тоа е тоа. Победивме ние, дечки. Ја реков дека Генчо е најак, сите субскрајби ке мене ке хец. Мада ке мене што јас сум победникот, изгубниот не заслужува субскрајбери. Така, пишете долу коментарите. Луѓе, застанав да му звонам на Генчо дека не можам, ми врие во нозиве, брат, као глава ми чади, сега ќе му псујам, што ќе најдам. Како не ти е срам да ме поминиш? Чекай, ме води да може да снимам и да стварам. Како не ти е срам да ме поминиш? Така е, не ми е срам. Сега 50 евра има да ги вадиш. Како не ти е срам? Ајде, оди бегај ти. Како не ти е срам? Бе, не ми е мене срам. Тебе треба Жими, ево. Тебе треба да ти е срам за да си лузер. Ево ти се колнам во ова дрво што е до мене. Значи, идам се струга и те убивам, да знаеш. Значи, идам се струга и те убивам, да знаеш. Абе, ајде, чекам, бе, види го 5 пати ми изгаси. Нервозен е, брат, од сега. Ништо. Што ме нервозен, сега ќе има на кавга пред да ми ги даде тие 50 евра. Ќе видиме што ќе се деси. Луѓе, ја донесов една одлука, еве го паркиравте днето тука. Јас и така изгубив челенџот, затоа што Генчо ме помина и најверојатно тој стигна на автобуската. Таа да сега ја застанав тука и ќе правам автостоп. Да видам кој ќе ме земи поза, брат. Леле, него требаше да стопирам, ама не Саудија. Ке пробаме некој камиончиња да станеме, за да можеме след тротинетов, нема да му валкам во кола, коли не да стануваме само камиончиња. Таа да... значи, микрофончето нема многу батерија. Ке спремам камен. Кој не застани, крши од джамот. Кој не застани, крши од джамот. Сега ќе видите што ќе се прави. Чекаме сега комбе да дојде, тоа е тоа. Сме само некој градче влеговме, појма немам ова градче, дали сум Струга, мислам да сега сум Струга, ма... Да, ова е, мислам нека Струга. Еве го езерото тука. Еве гледате, влеговме некој градче тука, ваму таму. Сега стварно не знам кај сум, стигнам кај некоја школа наму. Овдека не знам некои продавници тука, овдека сме кај некој градче, мислам нормално Струга, ама не знам од која страна на Струга сум. Ова хец ке знае каде сум. Тука вака, појма немам. Не ми е гајле кај сум, само да ми ги даде тие 50 евра и да сидам, ја тоа ми е мене битно. Така убавно, спонтално ми ги даде, без карања, без кавги, без шарпи по глава, без ништо. Само може потарди да му даде томи и тоа е тоа. Бро, гледаме на камионче иде таа да ќе пробаме него, ама со стакларија, евра, некои таква глупости. Не треба ќе пробаме лагано, брат, ако застани, ако не. Значи го застануваме, ако застани топ, ако не.
ништо од овај се стори, ни застана. Носеше камионче нешто, не знам зашто ми изгледа ако застани таксиво. Кручам, или фри, или ичне оиме. Да, јеби ga. Ама правам видео, не, терај брат, терај. Значи ми застана таксиво, ја одам струга, да, ама е фората треба без пари да одам, таа тој ќе ми земеше пари, ама респект. Битно за сега сега гледам полиција, леле ке без мараца, кај шоиш. Едно прашање за струга да нојте. Не, он иде опе. Каде? Тетово. На Тетово? Ништо. Ајде, тере. Ништо, ојд за Тетово. Како бе, не најдов превоз, бе, леле, бе, стигна ке човек. Губив. Тичко, евејте го за Охрид, иде. Да не го промашиш. Луѓе, ја и така друга опција немам. 70, ја ќе остопирам ово, ако застани, така не застана, јеби га. Луѓе, исто така, ако сакате да снимаме видео, цела Македонија со автостоп, дојме 2000 лајкови на ово видео и правиме цела Македонија со автостоп. Види, ке се судри, еј. Му го застанувам, бро, застани, не застани. Ништо не застана. Луѓе, да си опатам ја тротинетов и полека да си трнам ја за струга, дека овде пола сат изгубив, бе. Со надеж дека некој ќе ме качи. Не, бе, во таква држава живееме, ја автостоп направам, никогаш. Е струга ова, буквално, види. Тука сме на струга. Да бе, овој го знам патот одека идевме. Не знам да не се загубам ја негде, бе, че? Што патиштава баш не ги знам многу. До плувалиште не знам ништо колку има, така да... Оу, кружен тек. Ке се враќаме назад. Плувалиште каде е, бе, брат? Што збориш, бе, човек? Не, тука. Овде? Топ. Фала ви многу. Ја! Дечки, стигнавме пливалиште, сме. Така да, хец, ние си го чекаме не знам колку време, не знам колку време, ама он додека стигне, јас ќе си седам тука на телефон и ќе си уживам, па он кога ќе дојде. Се гледаме тоа што ќе дојде. Види брат, сега да не кружам по тој пат, види по факинг каков пат треба да одам, еј. Види го бе брат, леле бе пукни, леле бе. Ау, и тука сега со 10 на сат. Дај бе и животов ме онакви бе, кај прифаќам, кај што ми ојде 50 евра, и ќе се бам сега до долу со овај тротинетов, кај прифаќам вакви работи бе, ке ми дојде некој вол, некој куче тука бе, ке ми изе жив човек нема бе. Види го бе, патов бе. Слегов долу ја. Не. Валерно ова полува се возит. Исто е. Ова е дупки. Ништо полуво не е нова, ама што да правам, морам некако. Господа ме казни, кај прифаќам вакви челенџи. Не, ова е последна нешто вакво да правам тротинет. Или кола или мотар. И сакао се качам ја тука. Види. Бе, хец. Уба ми викаше Лазаров. Шо си отступиш умот? Земи си количе. Не слушаме. Пати! Луѓе, видите каков е патов. Леле, до кај е копан. Не може, значи, оди, мора да отуркам. Леле, сега. Ке ме чека Генчо. Уште едно 2 сати сигурно. Знаете што најмногу се ценит? Ова. Конечно го поминав. Ова грдо место. Леле, брат, уште еднаш ако поминам на вакво место. Нема шанси, луѓе. Јас сум на едно струга е пазен на 2 километри 3. Таа да се гледаме од пола пат до кај струга, не можам, па ќе снимам. Леле. Дечки, ние го чекаме уште хец нема абер, кој знае каде. Ќе се караме сега изгледа, ја му реков, нема љутење, нема ништо. Значи, лагано се договоривме кој изгуби 50 евра добива. Значи, тоа е тоа, лагано ќе си ги дае парите на рака и тоа е тоа. Ајде да го дочекаме дечкото, ајде. Сум јас конечно после толку маки поминав, стигнав струга, Генчо едно 500 метри оддалечен од мене, таа да одам, да му ги дам парите и појче сура да не му гледам и него и на видеава. Ја му звониме ние на Генчов да му кажеме дека сме тука, че ето истори ставав. На една минута сум од тебе.
За една минута, ајде. Оке, луѓе, за една минута е хец тука, значи сега ќе го пречекаме, не знам од која страна само ќе ми се појави, зашо треба да се пазам, значи се изнервира, знаеш, 50 евра, не се малце пари. Би требало тој да е... него. Ја поиќе ваков челендж да прам. Шо ти кажав на тебе дека ја ќе победам, море? Ја поиќе ваков челендж да прам никош. Не ми е гајле, сега има да ми ги даеш 50 евра, не ми е гајле. Не, Со парите на ова е Акам. овде заслужи вити. Абе, Ова е заслужи тука да стоите. ајде. Тоа е тоа, дечки, заслужени 50 евра, реков дека ќе победам. Да ти е. Не, сам да ти е тебе што ги изгуби. Уше ми се смееше в комбе кој ме помина. Не, ја ти- Автостоп правев, влегов таму во еден пат кај што не можев, сат време не можев да излезам од таму. Луѓе, тоа е тоа. Фала ви што гледавте ова видео, значи видео, лајкој и правиме автостоп. Ние се гледаме во наредно видео. Чао!